Svetli tako duh, zašto divno je carstvo to nebesno. Blaženi se oni što plaćat, zašto ti je ke se uzdržat. Blaženi se milostivite, zašto ti je se pomiluvani. Blaženi se čistite po srce, zašto ti je ke go vida Bog. Zašto ti je sinovi Božji se, blaženi ste koga ke gonat i progonat zaradi mene. Blaženi se krotki te bodu, ti je ke ja nasledat zemljata. Blaženi se gladni te zapravda, zašto ti je ke se nasita. Mir vam. Tatko moj, ti благодарам što mi podari još jedan den. Ti благодарам što i deneska mi davaš sila, mi davaš ljubov, mi ga otvaraš ova slovo sa vlast za tvoja slava. Ti благодарам što mi dade darna verba da poverujem vo tebi, vo tvoj jedinoroden sin Isus Hristos. Ti благодарам što me povika služba. Ti благодарам što me usavršуваš vo tvojata ljubov, za da budem sin Božji. Oče naš koji si na nebesata, da se sveti ime to tvoje, da dojde carstvo to tvoje, da bide voljata tvoja, kako na neboto, така i na zemljata. Lebot naš naslušen daj ni go i denes, i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi proštevame na našите должници. I ne vovedi vo iskušenije, no izbavi ne od lukavijot, zašto tvoje je carството i silata i slavata vo sите vekovi i vo vekovi. Amin. Deneska ќе обрнеме внимание на првото послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните, 15 глава. Ќе се обидам да ја озвучам и да ја толкувам целата. Господе, нека ги допрат овие слова сите оние кои имаат потреба од твојата љубов. Нека продрат како двоостар меч до сршта на секој човек кој има потреба од тебе, да се разбуди неговото срце за твојата љубов. И еве што вели за воскресението на мртвите. Оставам се во твои раце, Господи. Браќа, ви напомнувам за Евангелието кое ви го проповедав, а кое вие го примивте и во кое стоите. Преку него и се спасувате. Преку него и се спасувате, вели апостол Павле, преку Евангелието, ако го држите како што ви проповедав, освен ако не сте поверувале напразно. Можете напразно да поверувате, одите во црква 1 сат, 2, палите свеки, потоа колнете, лажете, крадете. Значи, преку него се спасувате, преку Евангелието, преку Светото Писмо, ако го држите како што ви го проповедав, ако не бидете само слушатели на Словото, туку извршители на Словото, вели апостолот Павле на друго место. И ако не верувате напразно, ви го предадов најнапред она што го бев примил, дека Христос умре за нашите гревови. Христос умре за нашите гревови. Првото прашање кој треба да го знаете: што направи Исус Христос за тебе? Тој умре за нашите гревови според писмата. И тој ни е сила,
ни дава сила за да станеме од синови човечки, од сатанска природа, да се преобразиме, да се усовршиме во љубовта, да станеме синови Божии. Дека Он умре за нашите гревови, дека Он беше погребан и на третиот ден воскресна според писмата, и дека му се јави на Кифа, а потоа и на 11-те. После им се јави еднаш на повеќе од 500 браќа, од кои повеќето се живи и до денес, а некои почина. Тоа зборува апостолот Павле за тоа време. Затоа христијанството се проширило, бидејќи тие го виделе умрениот претходно Исус и воскреснат како оди меѓу нив на земјата. 500 луѓе го виделе. Затоа христијанството така брзо се шири. Затоа апостолите, 12 апостоли, остануваат во Евангелието до смрт, распнати, сечени, колени, убивани, бидејќи тие го виделе Исус како воскреснал и дека ја победил смртта. Потоа му се јави, значи, на Јакова и на сите апостоли, а по сите најпосле ми се јави и мене, вели апостолот Павле. Значи, тој го видел Исус после смртта. Најпосле ми се јави и мене како на некое недоносче, и еве една понизност која има еден од најдобрите евангелизатори, оној кој го пренесе Евангелието преку Македонија во Европа. Еве што вели апостолот Павле за себе, да научиме што е понизност. Со благодатта на Бога сум тоа што сум. И неговата благодат која е во мене не остана празна, но повеќе се потрудив од сите нив. Само не јас, туку Божјата благодат која е со мене. Ја знаете она библиска метафора која Исус ја кажува за господарот и трите слуги. На едниот му дал, на сите им дава 5 денари, тој од 5 направил 10, тој од 3 направил 6. Ги намножила тој со 1 денар, значи тоа е кој колку се потрудил, тоа се даровите кои Бог ги дава за негова слава. И така било јас или тие, вели апостолот Павле, така проповедаме и вие поверувавте. За да поверувавте треба некој да проповеда, но не само со словото, туку и по делата на љубовта, да го видиме во неговите дела дали живее, да го видат луѓето што не веруваат, дали во него е Христовиот мир, дали во него е Христовата љубов, дали Духот Свети е врз него, дали може да се случат чуда при молитви, и така натаму по Божјата волја. И така било јас или тие, вели апостолот Павле, така проповедаме и вие така поверувавте. И кога за Христа се проповеда дека воскреснал од мртвите, како тогаш некој помеѓу вас велат дека нема воскресение на мртвите. Суштината на христијанството е дека смртта е победена. А штом нема воскресение на мртвите, тогаш и Христос не воскреснал. Ако пак Христос не воскреснал, тогаш празна е нашата проповед, празна е нашата вера, ако не веруваш во воскресението, ако Христос не воскреснал. При тоа, ако на вистина мртвите не воскреснуваат, ние излегуваме, сите ние, и апостолите тогаш и ние сега што веруваме во Исус, излегуваме како лажни сведоци Божји, бидејќи сведочиме за Бога дека го воскреснал. Исус Христос, живиот Бог, ја победи смртта. Кога денеска ќе прашам некои христијани каде оди после смртта човекот, телото оди во земјата, пишува, а душата ти е минала во космосот. Викам, како космосот, вие христијани сте? Па да, христијани, читале Библијата, па не сме ја читале. Како? Ако не го знаете тоа што Бог го напишал, како ќе бидете христијани? Бог ви го оставил Светото писмо, тоа ви е упатство, посебно Новиот Завет, како да дојдете до него. При тоа, ако на вистина мртвите не воскреснуваат, ние излегуваме како лажни сведоци Божји. Многумина одат и пеат: Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на тие во гробовите живот им подари. Ја пеат песната, не веруваат. Тоа е она што вели, како вика, празна да не е вашата вера. А штом нема воскресение од мртвите, тогаш и Христос не воскреснал. Ако па Христос не воскреснал, празна е нашата проповед. При тоа, ако на вистина мртвите не воскреснуваат, ние излегуваме како лажни сведоци Божји.
лажни сведоци Божи, бидејќи сведочиме за Бога дека го воскреснал. Отиако мртвите не воскреснуваат, и Христос не воскреснал. Ако па Христос не воскреснал, суетна е верата ваша, вие сте уште во своите гревови. Тогаш и оние што умреле за Христа, загинале. Ако само во овој живот се надеваме на Христа, тогаш сме ние најбедните од сите луѓе. Но ете Христос воскресна од мртвите и со тоа стана првина за умрените. Видите, и нашите предци во антиката, античките македонци знаеле дека има задгробен живот. Комплетната литература, драмата, Илијадата зборува за односот на човекот и Бог. Нашите предци македонците знаеле дека постои Бог. Македонија е полна со народна култура, литература, историја, која сведочи дека македонците постојано существувале со Бог. И Ребека Вест, една новинарка американска, го кажува тоа: уметноста во Македонија не е технички трик, туку духовна, суштинска врска со Отецот Небесен и неговиот Син Исус Христос. Значи, македонците треба да веруваат. Затоа тука дошол апостолот Павле, затоа го сонувал апостолот Македонецот. Ноќеска сонував еден сон, пред мене стоеше еден човек, македонец, во Дела 16:9, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ни. Денеска повторно велиме: дојди Исусе во Македонија и помогни ни. Тоа е суштината на христијанството. Бидејќи смртта дојде преку човекот, така и воскресението од мртвите стана преку човек. И како што по Адам сите умираат, бидејќи избра да биде попаметен од Бог, да јаде од дрвото на спознанието на доброто и на злото, ја избра смртта. Како што по Адам сите умираат, така по Христа сите ќе оживеат, кои го споменуваат и кои веруваат во Исус Христос. Но секој по својот ред. Прв е Христос, потоа при неговото доаѓање ќе воскреснат сите што се Христови. Сите што се Христови. Затоа треба да избереш, брати и пријатели, да бидеш Христов, да го избереш Исус Христос, да се молиш на Него, да се покаеш, да го повикаш да застане на тронот на твојот живот. А потоа ќе биде крајот, кога ќе му се предаде на Бога и Отецот царството, односно кога ќе уништи секое начелство, секоја власт, секоја сила, бидејќи Он, Исус, треба да царува додека не ги стави под нозете сите своји непријатели. А најпоследниот враг за уништување е смртта. Смртта е последниот враг за уништување. Прво послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните, 15 глава, 25 стих. Зашто сите ги покори под нозете негови, а што се вели дека се нему му е покорено на Исус. Очевидно дека освен оној кој што му подчини се, кога пак ќе му биде подчинето се ќе му биде подчинето, тогаш и самиот Син Исус ќе му се подчини на оној, на Отецот Небесен, кој му подчини се, за да биде Бог во се. Исус е Бог, бидејќи во Него со сета полно да живее Божеството. И вие ќе бидете, има тако еден стих, богови со мала буква. Ако успеете да живеете во дух, во единство со Бог, во сета Негова полнота, има еден стих кој вели: ние знаеме што сме, но не знаеме што можеме да бидеме. Ние сме сега чеда Божји, но уште не знаеме што ќе бидеме. Кога ќе бидеме, ќе ни се покаже, ќе бидеме слични на Него во Прво Јованово, слични на Него, ти ќе го видиме каков што е. Тоа подразбира, ќе бидеме дух и ќе живееме во дух, бидејќи во Вториот Ерусалим нема храм, горе него храм ќе бидат Отецот и јагнето. Јагнето видливо за сите нас, бидејќи Бога никој никогаш не го видел. Инаку, што ќе направат оние кои се крштеваат, верувајќи во воскресението на мртвите, ако воопшто мртвите не воскреснуваат? Кога мртвите не воскреснуваат, зашто тие се крштеваат, верувајќи во воскресение на мртвите? Значи, крштението не е ништо ако вие не верувате дека Исус воскреснал од мртвите, ако немате дар на верба и ако не го живеете, не го врвите патот кој го врвеше Исус. Поучете се од мене, вели, бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете мир за душите ваши, вели Исус. Зошто пак и ние секој час се
подложуваме на опасност ако нема воскресение од мртвите. Секој ден умирам, вели апостолот Павле, браќа. Секој ден умирам за Христа, жими по фалбата ваша, која ја имам во Христа Исуса, нашиот Господ. Умирам за Христа. Исусе, те сакаме. Ние зборуваме за еден дар на вера. Кога во Ефес човечки да речам се борев со зверови, сега раскажува апостолот Павле, што полза имам што мртвите не воскреснуваат. Еве ја прилагата на овој свет, да јадеме и да пиеме, бидејќи утре ќе умреме. Не лажете се, лошите зборови ги расипуваат добрите обичаи. Луѓето велат еднаш се живе, да јадам и да пиеме, да украдам, да направам прелюба, да осудам, да мразам. Тоа е суштината. Ако не веруваш дека еден ден ќе одиш кај Бог, ти ќе си грешен, мислиш дека сега си Бог, сега е мојот момент да видиш Бог, да правиш што сакаш. Но запамнете, за секој збор ќе одговарате на судниот ден и секому ќе му биде судено според делата на неверата или според делата на љубовта, дали чекорите во Исус Христос. Освестете се еднаш како треба, па не грешете, браќа мои. Оти некои од вас не знаат за Бога. Не знаат за Бога, за ваш срам го велам ова. Видете, сте дошли овде на земјата во свесна состојба да го изберете Исус Христос и да се спасите, а вие го поминувате животот. Ни една секунда на животот не е вредна без Исус Христос. Сето тоа е промашен пат, широкиот пат што води кон пропаст, Бродвеј, односно Холивуд. Сатаната прави копии на Света гора е Пастиновата гора на Исус Христос, мојата Света гора, а тие прават Холивуд. Една во Македонија имаме веќе Света гора на препишување на Светото писмо, која била подстаница да се шири Светото Евангелие, и втората е Холивуд во Холивуд, Америка, направена од сатаната, која произведува демони, демонски влијанија преку производите што ги произведува како филмови, книги, песни, кој ќе видите што се таму се пушта во промет и човекот тоа што го гледа потоа го живее. Бидејќи верата доаѓа од слушање на Божјото Слово, наместо да го слуша Божјото Слово, тој го слуша Словото на Антихристот. Но ќе рече некој како ќе воскреснат мртвите и во какво тело ќе дојдат. Безумниче. Моите мисли не се ваши мисли, како ќе воскреснат мртвите. Безумниче, тоа што го сееш ти нема да оживее, ако не умре. Ако го сееш, не го сееш телото кое ќе стане, туку голо зрно, било пченично или друго. Кој има вера колку си напово зрно, вели Исус, и каже на оваа планина да стане и да се фрли во морето, таа ќе стане и ќе се фрли во морето. Планино зло што се фрлило врз мене, врз мојата земја, врз моето семејство, стани и фрли се во морето во името на Исус Христос. Но Бог му дава тело какво што сака, на секое семе негово собствено тело. Не е секое тело исто со друго тело. Друго е телото на човек, друго е телото на животно, друго е на риба, друго е на птица. Има тела небесни, тела земни, но друг е болскотот на небесните и друг е болскотот на земните. Еден е болскотот на сонцето, друг е болскотот на месечината, инаков е пак над звездите, па и звезда од звезда. Звезда од звезда по болскот се разликува. Така и луѓето се разликуваат. Не треба да се видувате зашто некој има такви дарови, а вие немате. Секој треба да остане онаков каков што е во Христа и да се менува. Љубовта негова да усовршува, значи ќе ги познаете ако се љубат меѓу себе, ако се љубите меѓу себе, ќе бидете мои ученици. Вистинските христијани се тие кои имаат љубов за сите. Љубов за сите. Македонијо, како да дојде твојата љубов? Да не се пизмати караат политичарите, да не се одродува народот, да не се шири лажна религија, бидејќи во Македонија е дадена заповед од Исус да се шири Светото Евангелие. Кога двајца ќе се соберат или тројца во мое име, вели Исус, тука сум и јас. Бидејќи во мое име подразбира да се соберат во име на љубовта. Ако не може да се соберат македонските водачи во име на љубовта, тогаш Исус не е во Македонија и тогаш вие живеете во сатански круг на омразата. Ајде пак да се вратиме на Евангелието, на првото послание на апостол Павле до Коринтијаните. Такво е воскресението на мртвите. Се сее за распаѓање, воскреснува
во нераспаѓање, се сее во безчест, воскреснува во сила, се сее тело душевно, воскреснува тело духовно. Има тело душевно и тело духовно. Па така е напишано, првиот човек Адам стана жива душа, а последниот Адам животворен дух. Животворен дух значи треба од жива душа да дојде до животворен дух. Но не иде прво духовното, туку душевното. Вие првим доаѓате од земја, Бог ви дава душа, во душата дувнува дух животен. Првиот човек е од земја, земен, значи вие сте земни луѓе. Вториот човек е Господ од небесата. Значи Господ вели, ти си мој син, денес те роди, вие треба да се родите повторно во Господ, како што му вели намерникот на Исус, како повторно ќе се родам кога сум стар. Ако некој не се роди од озгора, во Евангелие по Јован, не може да го види Царството Божјо. Значи првиот човек е од земја, вие сте сега земјени човеци. Вториот човек, луѓе, е Господ од небесата. Каков е земниот? Такви се земните, вие сте такви. Каков е небесниот? Такви се и небесните. Значи вие треба да се стремите кон небесните. И како што го носиме обликот на земниот, така ќе го носиме и образот на небесниот. И му дувна во лицето дух животен. Да се сетиме. Ова ви го велам, браќа, дека телото и крвта не можат да го наследат Царството Божјо, телото и крвта. Ниту распадливоста може да ја наследи нераспадливост. Еве тајна ви кажувам, сите нема да умреме, но сите ќе се измениме. Одеднаш во еден миг при последната труба ќе затруби и мртвите ќе воскреснат нераспадливи, а ние ќе се измениме. Значи тоа бива во Матеј 24:37, во прво Солуњаните 4:16 и сега во прво Коринтијаните 52:15 глава. Зашто распадливото треба да се облече во нераспадливо, а смртното треба да се облече во бесмртно. А кога ова распадливото се облече во нераспадливо, значи преминете во дух, и она смртното во бесмртност, тогаш ќе се збидне зборот напишан: победата ја проголта смртта. Смрт, каде ти е осилката? Пеколу, каде ти е победата? Осилката на смртта е гревот. Силата на гревот е законот. А ние треба да бидеме судени според законот на љубовта. Ако го љубиме Исус и тој живее во нас со Отецот, го возлюбиме Неговото Слово и се љубиме еден со друг, тогаш ние се усовршуваме во љубовта и ќе бидеме ослободени за денот на судот од законот. Да му благодариме на Бога кој ни дарува победа преку нашиот Господ Исус Христос. И така, браќа мои возлюбени, бидете цврсти, непоколебливи и секогаш богати во делото Христово, Господово, знаејќи дека трудот ваш пред Господа нема да биде залуден. Трудот ваш пред Господа нема да биде залуден. Ние зборуваме за една вистинска драма. Драма за животот и смртта. Ако го изберете Исус, избирате живот, вечен живот, пребивање во Него, тој да пребива во вас, да ве менува, и тој и Отецот да живеат во вас. Ако некој го возлюби моето Слово, вели Исус, и остане во Него, што подразбира да остане во Него, да бидеш извршител на Словото, да љубиш како Словото што те љуби, како што Бог те љуби, извршител на Словото, ќе дојдеме со Отецот и сокровиште ќе направиме во Него. Тоа е поентата на таа драма. Избери живот или смрт. Ако останеш во гревовната природа, остануваш во ова сатанско царство, оваа долина на темна сенка. Погледнете ја Македонија, на што личи, со каква нељубов се соочува кога живее без Бог, кога главните Христовите војници, големата црква не прави ништо, место да излези да го повика народот на молитва, да го повикаме Исус, 100.000 луѓе, Исус да дојди да царува во Македонија, зашто ова е Исус Христова земја запишана во Светото Писмо. Татко мој, во името на Исус,
Те молам за исцелување на мојата душа. Овие слова нека ги допрат сите што ќе имаат потреба од Божјата љубов. Ти знаеш кои луѓе се твои. Те молам за исцелување на сите луѓе, највеќе на исцелување на нивниот однос со тебе, да те познаат и да се покајат. Те молам и за мојата земја, за моите родители, родни пријатели, за моето семејство. Те молам и за моите непријатели. И се што имаме Твое, се мое е Твое, како вели Отецот. И се мое е Твое, Господи, бидејќи јас ништо немам. Ти си ми дал се, Ти си ме создал од кал земна, во душата си ми дувнал дух животен. И еве сум и ја пеам песната Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Мир вам, македонци мои, и повикајте го Исуса Христа, додека се уште сте тука. Амин. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог. Зашто тие синови Божи се. Блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките во дух, тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните за правда, зашто тие ќе се наситат. Isuse, nas nadejše za